веројатно броиме до заминувањето преку Виена кон Бостон. Мундијал, 23-та светско првенство во историјата на ФИФА, скоро 100 годишна историја. Ако се соберат мундијалите на овој тим на продукција Скок, до сега се 10, 9 плюс 1 и со овие два Чекај, сега збунка напред, збунка. Негово 10-то, мое второ. Како изгледа? Јас имам возбуда прв пат одам на американски континент, прв пат одам за Америка. Ако јас имам возбуда на толку прелетани милји, до Рио де Жанеиро, до Сао Пауло, до Токио и до Јоханесбург, секако дека кај тебе таа возбуда е уште поголема и поубава, посебно што во позадина на ова размислување стои мундијалскиот челендж, мундијалскиот предизвик, каде што ќе играат 48 репрезентации во 3 држави. Сега сме 10 јуни, на 11 живи здрави треба да бидеме во Америка. 10 истиот ден стикнува. Така доаѓа со временската разлика, 6 часа, намазат, така е. да. На 11 почнува World Cup. Веќе на 13 јуни за нас исклучително важен датум. На 13 јуни ја имаме првата утакмица одобрена, гледаме Шкотска-Хаити. А последната сегашна 4 медија тикет, од кои 4. Последната утрово на самото излегување од дома, на самото влегување овде на Скопскиот аеродром во авион према Виена, потврден медија тикет за надпреварот Англија-Гана 23 јуни во Бостон. И одма да ви кажам дека има кавга, уште не летнати кавга, затоа што Другутов сака да откажуваме надпревар за да одиме во тој период на Англија-Гана 23 јуни кон Лас Вегас, односно Лос Анџелес и таму да гледаме, што треба да гледаме таму? 25 јуни, интересен надпревар Турција против Соединетите американски држави. Јас најавам за Англија-Гана да останеме во Бостон и да гледаме, Другутов најава за Турција, САД. Кој ќе победи, ќе гледате, кој ќе победи меѓу нас двајца, ќе гледате на YouTube Другутов. Како и да е, тука сме на почетокот на нашата турнеја, мундијалска турнеја према Америка, 23-то светско првенство, да сме живи и здрави, одиме да гледаме фудбал, да известуваме. Спорт Лайф е со нас, ветер во грб, добра подршка, организација медиумска. Ќе видиме сето тоа како ќе оди низ реализација. Спремни сме да снимаме, да продуцираме се она што нема да го гледате на ТВ екраните, што ќе биде на улиците, што ќе биде во фан зоните на YouTube Другутов. До скоро. На светско одиш? Да. На светско? Бил пусте. На светско одиш? Да. Добро. А кој број седиште имаш? 20. Bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis unser Kapitän Herr Norbert Hochhuber die Leuchtanzeige ausschaltet. Es hat meinen 3 Kollegen und mir Freude gemacht, hatten wir Sie an Mr. Norbert Hochhuber zu. Gate info 9 саат. Значи 9 секунди, 9 саат, точно 9.
35. Да. Ајде па. You still in it? Фала Богу. Ајде. You're welcome. Потите. Ајде, пред, кај сакаш, одиме кога? Тура, авантура, мондијалска, 1D, 2+3+2, 7 седишта ден ред на Боингот, на пат на Бостон, Виена, Бостон, директен лет 9 часа 10 минути. Почнува да мирисе на мондијалот, кога ги гледаш сите овие луѓе, различни народи, нации, вери, и така натаму, веќе се осеќа дека одиме да гледаме фудбал, дека ќе биде нешто јако. On ground, please contact our colleagues from ground staff. I certainly do hope you enjoyed your stay on board with us today, and I now wish you a pleasant time here or have a safe onward journey. Anyway, thanks for having chosen Austrian for your flight today. Goodbye, und auf Wiedersehen. А, да, има канадска и мексичка. Да. Има връзка. Еди така тука покрај мене не видов нешто за снимам. Куба. Пишува. 10 јуни, Бостон, Accreditation Center, Скоп ги подигна своите акредитации и од овој момент почнува World Cup. Долг беше малку патот, Скопје, Виена, Бостон, но еве, тука сме, акредитациите се со нас, на нас, околу вратот. Она што е почетокот на секое светско првенство е подигнување на акредитациите, тој долготраен процес на барање, одобрување, проверка на security системот, кој сме, што сме и така натаму и сите оние перипетии кои еве овде го гледате пред нас или позади нас, како сакате, центарот за акредитација во Фоксборо, во Бостон, на стадионот Жилет. Чувството е дека денеска, на ден пред почнување на официјалното отварање на World Cup, нема во Accreditation Center нешто многу гужва, но аеродромот и тоа што се случуваше таму не го кажува истото, дали утре ќе биде денот кога ќе нападнат. Веројатно почетокот на светското првенство ќе ја донеси публиката и народот и на стадионите околу нив,
првиот впечаток после слетувањето на Логан аеродромот е дека навистина немаше некој посебна еуфорија околу мундијалот, не знам дали Освен ќе се што спори. имаше многу шкоти доаѓаат во Бостон, овдека ќе биде нивната база. Скок има потврда на 4 медиа тикетс, 4 утакмици веќе ни се потврдени што ќе ги гледаме. И ајде нека биде ова за сега толку. Ќе се јавиме повторно од улиците на Бостон и од сите нови случувања Продукција што ќе Скок, ги имаме. Мијалчо и Наташа Доргутови, специјално за Спорт Лайф и пријателите кои даваат ветер во грб за подршка и светското следење на светското фудбалско првенство 2026 година. Почнува World Cup, одиме, тука сме, поздрав до сите.